Сопругот, дали да бидат поголема или помала разлика. Одлучивме да биде помала разлика со Сара. Одлучивме да одиме на второ дете. Да, со второто, значи, како што ни беше планирано уште како дечко и девојка дека ќе имаме две деца. И пријатно, многу бевме пријатно изненадени со второто детенце. Дознавме дека е машко, сега за името не знаеме, ама мислам дека со консултација со кумовите, зашто ни се многу драги пријатели. И мислам дека ќе го ценат нашето мислење. Ќе направиме некое, ќе видиме некое именце, ќе му најдеме многу во Лисака. Време е за бебе. Се случи многу брзо. Као што имавме планирано, требаше на почетокот да отидеме на гласање на самиот ден, потоа да отидеме на преглед. Ама Дамјан не мислеше така. Целиот план ни се смени. Сопругата е фатија болки околу 10 часот и веднаш отидовме до Чаир. Дента, кога ја се разбуди во 9 часот, сопругот и ќерката се уште спиеа. Станав, сварив кафе и почнав да осеќам малку болки, меѓутоа ги игнорирав. Додека се ладеше кафето, сработив малце што сработив, почнаа болките да бидат се почести. Тогаш станаа сопругот и ќерката, некаде кај 10 часот. И јас му реков на сопругот, викам, ова изгледа е време. Малце се чудни за разлика од првото, меѓутоа викам, мислам дека е време. Само што оставивме во 11:30 оставивме. Бевме заедно со бабата и со мојата снага на брат ми сопругата. Последовме малку таму во гинекологијата Чаир. Се спремивме, некаде кај 11:30 отидовме во Чаир. Се одвиваше брзо. Значи во 11:30 отидовме, ме прегледа доктор, одма ме примија како хитен случај. Само што ме качија горе во породилната сала. Во 15 за 12 ме качија во салата, во 12 јас веќе се породив. Порајот ми беше лесен, многу брзо се одвиваше се. Значи, периодот додека сопругата беше во болница, беше малку тешко прифатено од страна на мојата ќеркичка, зашто она беше прилично многу приврзана за мајка ѝ. Така да беше тешко, значи самиот чин на јадење, на спиење, она фактички жалеше само од себе, ја бараше мајка нон-стоп. Сега колку и да проба да го отргнам вниманието, мајка си е мајка. И дури кога бевме на два пати да ја посетиме во Чаир, кога и да ја видевме на прозор, она викаше, мамо, ја те бара вчера, ти не дојде вчера. Значи имаше некои сентиментални работи, но сепак беа 2 дена во прашање, така да некако се снајдовме со игри, со занимации, да и го отргнеме вниманието од мајка. Значи ми кажа сопругот дека ќерката ме бара, дека тажи по мене, ми падна малку тешко, ми дојде малце солзи на очи, меѓутоа мислев и на бебето. 3 дена бевме во болница, се помина супер. После 3 дена, значи сакаа да ме задржат уште еден ден, меѓутоа јас сама потпишав да си одам, бидејќи ми беше жал за ќерката, сакав да си ја видам и нејзе. Така да, после 3 дена си отидовме дома. Значи, веднаш само што се породи мојата сопруга, прв што ми текна да се јавам на кумо, да му соопштам на убавата вест, да знаеме за име сега, да видиме да се договориме како ќе биде. Ама бидејќи многу добро другарство имаме и со време, што се вика кум, ни остави на нас да решаваме за името. Така да одлучиме дека ќе биде Дамјан, ама сака да ми приведат мало изненадување на самиот чин на мекиците. И имаше мала шега од нивна страна, али се беше нака пријатно прифатено. Еден ден во породувањето, домашинот славеше мекици и сите не чека да пристигнеме, дојдовме ние новите и јас се договарам со синчето наше да каже како ќе се вика бебето. И мамо,
Дамјан ќе се вика, нели? Да, Дамјан сине ќе се вика и гостите седат. И као ај тишина да биде да го каже... Јас го зимам малиот, го ставам на столче и ајде сине да кажеме сите, да слушнат како ќе се вика бебето. И он вика бебето ќе се вика Јован. И сите се израдуваа, меѓутоа не беше таа вистината. Имаше одма корекција тука, дека Јас викам, девецата ќе момент, дам. шалиме, ова беше шала. И после вика, не, бебето ќе се вика Дамјан. И така си остана Дамјан дека ќе се вика бебето. Така да машинчето помалото ми е Дамјан. Се беше супер, мислев дека ќе биде малце љубоморна кога ќе дојдеме дома, затоа што ќе треба да се посветува повеќе внимание околу бебето, меѓутоа се покажа супер, значи цело време го гушка, го гали, не го дава на никого. Значи све си е супер, не покажа никаква љубомора. На почетокот се плашеме дали Сара ќе го прифати бебето, зашто сите велеа дека ќе има некоја дали љубомора, детска љубомора што се вика. Но бевме пријатно изненадени, зашто он уште на почетокот дека беше во стомачето на мајка и Дамјан, она ја галеше по стомачето, ја бацуваше, велеше дека ќе го чувала и стварно испадна така како што збореш. Сака, значи да го држи да го крене, меѓутоа е тежок, главчето нели треба да се припазува, она не може тој дел. Со мала помош од нас, малци и го даваме онака, меѓутоа ретко. Дури се е љубоморна на други некои ако го дадеме Дамјан, демек Дамјан е мој, велеше, така да од таа страна сме онака задоволни како го има прифатено бебчето. Го гали, го чува, сака да го држи, ама не може сега, се уште е малечка. Али со тек на време мислам дека добро ќе се прилагодат као браќи и сестричи. У принцип стално е над него, го гушка, го њави, цело време ќе го разбуди, викам Сара немој нека поспие Дамјан. Она па не спие ета Дамјан, откој ќе го разбуди и цело време околу него. Му подава играчки, му пушта музикални играчки, му тропка со тропки. Супер си е. Греото да се пожалам, значи мирно бебе, се доколку се му е наредено, да речеме да е на време избањето, да е на време нацицано, пресоблечено, да нема некоја мака околу него. Така да не е плачливо бебе, за разлика. Си спие навечер, доколку ако има потреба се буди за цицање, сега тоа сопругата, тој незин одел. Ја повеќе се грижам за преземање, за почувување на пола саат и околу ќерката. Значи Дамјан си е мирен, не е нешто многу плачливо дете. Си сака така во раце, меѓутоа, у принцип е мирно дете, навечер си спие, си цица. Повеќе сака да е надвор отколку внатре, поубаво спие надвор. Мирно си спие, нема некои проблеми, мачнини. Сега на почетокот е по-тежок, зашто тие 2 недели, 3 да речеме, додека цревцата не му се оформени. Плаче, знае да кенка, али не е страшно. Веќе сме го имаме поминато тоа. Така да, искусни сме, може да кажеме сега до сега. Па ќе видиме. Не е тежок за чување, супер си е. Јас мислев дека ќе биде малце потешко за разлика од првото, меѓутоа не. Супер си е, значи имам помош и од супругот, голема помош имам помош и од ќерката, ми подава пелени, марамици кога треба. Па некои посебни ритуали околу него нема, сега да речеме. Али сака на бебе да му се збори, да те гледа додека да разговараш, значи он прави некои гестикулации со устето, пробува нешто да имитира, испушта некои звуци, така да е интересно. Значи колку да си уморен, колку и да си, да речеме, од работа, од проблеми, такви ствари, и да ти се насме ненашка, све се забора. Значи, сладки маки се тие, што се вика. Време е за бебе.
Светата црква од давнини повикува, значи, да вечината од самото доаѓање на овој свет бидат сохранети, сочувани со благодатта Божја од црквата Божја. За таа намена од самото раѓање за родилката се припрема тука очистителна вода, која што во текот на 40 дни она ја користи наместо света вода, бидејќи во тие 40 дни престојува во домот, не доаѓа во црквата. Тоа се денови на очистување и се многу битни, бидејќи тоа е навика нејзина на новонастанатата ситуација. Исто така младенецот кој што доаѓа во овој свет се навикнува на сите нешта кои што понатака треба во животот да ги практикува. Преку најнапред контактот со мајката се запознава, така да речеме, со овој свет. Господи Боже, Вседржителу, Оче на Господ наш Исус Христос, кој си ја создал со свој Збор сета разумна и неразумна природа, и се од ништо си привел во битие, Тебе ти се молиме, од Тебе просиме, ова Твоја рабиња, што си ја спасил по Твојата волја и која доаѓа пред Твојата света црква, очистија од секој греф и од секоја нечистотија, за да се удостојне осудено се пришести со светите Твои тајни. И роденото во 40-тиот ден пак, кога детето малку ќе закрепне, кога минуваат тие денови на очистување, како што Светата црква благослови од почетокот, како што и самиот Спасител Господ Исус Христос беше представен на 40-тиот ден од Пресвета Владичица Богородица во храмот Божи, примен од тогашниот Симеон Богопримец, кој што долго време го чекаше тој настан и во длабока старост тоа пророштво кое Господ му го откри, го виде со своите очи. И затоа искажува таа молитва на крајот од чинот на примањето на Христос во своите раце. Сега го видоа очите мои спасението од Тебе, Господи. Така и ние, видејќи детето доаѓа од христијанска фамилија, неговите родители се христијани, го представуваат во храмот Божи пред Христа, Спасителот наш, за и оно, како идно христијанче, да биде радост на црквата Божја и да биде подкрепено со благодата Божја, која што се прима на 40-тиот ден, кога се благословува тоа младенче, како што видовме во самите молитви. Значи, во молитвите на 40-тиот ден има дел кој се однесува за самата родилка, за мајката, и дел кој што се однесува за детенцето. Се благословува и се повикува на свето крштение. Амин. Господ нека детенце да ни го очува во здравие, во мир, во радост, да си расне со вас. Значи, од сега насаму, редовно се доаѓаш во црквата, како и пред ризањето на чедото. Значи, учество на богослужбата, причестување со благослов секако припреми. Време е за бебе. Ми се јави и ми кажа, вика вака и вака, вика куме, вика добивме и синче. Покрај киркичето, вика добивме и синче, па вика име да му ставиме, да му кажеме. И бевме во некоја дилема, и ние и они се мислеа, и ние се мислевме, повеќе они се мислеа. Меѓутоа, сепак кај нас преовладува што си сака таткото, родителот. Решивме, поточно они решија првин да се вика, како беше Марко први? Не, Јован, па после беше
Дамјан, се мислеа меѓу тие две и на крај се одлучија Дамјан. Именданот на Кузман и Дамјан некако потајно, без да знае сопругот, постојано кога бев сама и кога му зборував на стомакот, си го викав Дамјан, Дамјан. Иако цело време постоеше дали Јован или Дамјан, некако првото име што си го одбравме дека ќе биде Дамјан, остана Дамјан. И во болница, значи, од кога се породив, уште пред да ми се јават кумовите да ми честитаат, реков ќе биде Дамјан, пошто знаев дека ќе биде. Тогаш ми се јавија и кумовите да ми честитаат, рекоа ајде нека му е вечно името, ќе биде Дамјан. Еве сега направија веќе полни 40 дена, после црковната молитва, дојдоа кај нас на гости, да го видиме бебето. И како што адат, ќе продолжат уште во 2 куќи. Нели таков е адатот за 40 дена, во 3 куќи да појдат да понесат бебето. И така, после можат да се шетат слободно каде сака. Значи, како што е адат исто за 40 дена и нас така не дава, сега јас на мојата комашинка ќе дадам парче лепче едно јајце. Така останало од стари, за здравје. Комашинката дома ќе го свари јајценцето и ќе ги изеди лепчето, јајцето, да има млеко, да биде бебето здраво, да бидат сите здрави и живи. Нека им се на здравје 40 дена, повели комашинке. И сичката да си го ставиш надве, да не ги носиш така. Ти ми вратиш едно табло? Мислев дека ќе биде понапорно со 2 деца, бидејќи првото се уште е мало, значи 2 години и 8 месеци. Мислев дека ќе биде малце понапорно, меѓутоа, пошто они не е тешко бебе за чување, не е плачливо, кирката е веќе доволно голема за да разбира, некогаш си претерува, меѓутоа доволно е голема за да разбере дека нешто не треба или дека треба да преќути. Одгледување на деца е многу тешка работа. Значи треба да си привремен лекар, треба да знаете детето што проблеми има, треба да го сеќате што се вика, треба да се поврзете со детето. Треба да сте привремен психолог, треба да го воспитате детето, треба да знаете како да му кажете. И треба, значи, и треба нон-стоп да се грижите околу нив. Не дај Боже за нешто да не се случи, треба нон-стоп 24 часа треба да сте до него. Да, посебно кога се мали, зашто се тогаш многу ранливи и да не имат некои трауми за остатокот на животот, така да треба да сте нон-стоп со него. Али благородна работа е, како и да е. Добро е, сепак не е толку тешко како што очекував дека ќе биде тешко. Имам голема помош, значи, и од сопругот, и од домашните. Имам доволно, имам голема помош, така да со баба и дедо живееме и они помагаат околу внучето. Значи, девер и јатрва исто имаме. И они доволно, многу помагаат околу децата. Тежок живот со уште едно бебе не е тежок, да речеме. Се е малку напорно, да. Според ова темпо на живење што го имаме, работа, домашни проблеми, плюс уште 2 деца, се си има свое место, све си треба да си го распоредиш времето, значи. Кај ти е работата, кај ти е времето. Се треба да има и разбирање. Тука се баби и дедовци, треба да има и помагање, што се вика. Али не е тешко. Не е некој проблем да речеш некој товар. Сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час
za jedno